Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Не плачи, Македонио, мајко мила, крени глава гордо високо. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Денеска се собравме тука да се видиме и прегрнеме и да го одбележиме овој значаен јубилеј, но и да го формираме Сдруженијето на борци 2001-2003, кое ќе ги негува придобивките на сите досегашни борци за слободна и независна Македонија. Ќе ги почитува заслугите на македонските илинденци од 1903 и 1944 година. Сдружение кој ќе се залага за прогласување на народни херои од загинатите во конфликтот 2001-2002 година, бидејќи досега нема прогласен ниту еден херој од вкупно загинати 83 припадници на полицијата. Добродојдовте и вие, војводи, комити, борци, припадници на единицата за брзи интервенции лаови. По 15 години да се видиме, прегрнеме и да се подсетиме на едно време кога над Македонија се надвија црнила, кога сите заедно се собравме и сплотивме за незината одбрана. Сите заедно да се подсетиме на 2001 година, кога се појави УЧК на територијата на Македонија. Отпочна општа мобилизација на воениот резервен состав на тогашната АРМ, но со распадот на Југославија се распадна и организацијската поставеност на резервниот состав. Луѓето масовно дезертираа. Во такви услови се јави потреба од формирање на единицата од доброволци. Се формираа 4, како Битолската, Прилепската, Кубановската, Штипската, Струмичката и други доброволци од сите краишта на Македонија кои се приклучија на единицата и застанаа во одбрана на светото, татковината. Единицата за брзи интервенции лаови е формирана во мај 2001 година со одлука на влада. Одлука која не беше подпишана или не беше верификувана од тогашниот председател Борис Трајковски. Па единицата по негова заслуга стана контраверзна. Немаше можност за распуштање на единицата поради голема потреба од неа. Фиктивно не постоевме, фактички бевме столб на државата. Предпоставуваме дека председателот подлегнал на притисокот на големите мрачни сили кои не им мислеа ништо добро на Македонија. Од причина што тешко можеа тие мрачни сили да ја контролираат единицата, нарочно со тие нелогични команди кои беа логични во тоа време. Па така, од самиот почеток функциониравме со успеси. Единицата броеше околу 1300 борци, но низ единицата поминаа повеќе од 3000. Главно со искуство стекнато од бившата Југословенска народна армија. Исто така имавме и континуирана воено-тактичка обука за ракување со разни видови оружја, подпомогнати од 8-члената група специјалци од единицата Тигри. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите заповеди. Јас паднав и не жали ме, ниту го барај моето име во тревата. Јас паднав за родината, зашто родината света поскапа е од мајка. На мајките таа е мајка жална Македонија.
Телото и го распарчи алчни, побеснети пцишта, со кундаци и ками името и го ништат. Јас паднав, но не жали ме, ниту го барај моето име во тревата. Зашто родината света помила е од мајка, на сите вдовици мајка, жална Македонија. Ти само расти и помни, кој ти го уби дедо ти, кој ти го закла татко ти, кој ја обесчести мајка ти, кој ти ја запали куќата, кој ти го украде сонот, кој ти го грабна залакот. А кога ќе ја ископаш мојата стара берданка, не жали дека паднав. Јас паднав за родината, туку префрли ја нарамо и фати ја планината. И над овој гроб не жали, секогаш има и линдени, само да има мажи. Чест и задоволство ми е денес да бидам тука меѓу вас, а уште поголема чест е да го представувам мојот татко, мојот Лав. Веќе 3 години роденденската свекичка ја гаснам без негово присуство и предпоставувате која е мојата желба. Ќе ја споделам со вас. Следниот роден да бидеме заедно, да биде со нас. Надежта последно умира, велат постарите. Во најтешките мигови за неговото отсуство го отворам семениот албум, ги читам надписите за храброста на мојот Лав и сите вие лавови, и се гордеам на сите успеси, на сета храброст, пожртвуваност, патриотизам која имаат овие луѓе. Мојот татко, мојот Лав и сите лавови поседуваат вредности, кои кај многумина недостасуваат. Вие бевте истечувари на нашиот мирен сон, на нашето денес, на нашето утре задутре, иднина. Денес на небото светат посилно светат едни звезди. Тоа се звездите на лавовите. Тоа се татковците на Дона, Михал, Петар. Ова се деца кои не по своја желба останаа без своите лавови. Почитувани чичковци лавови, нека ви е честит денешниот ден. Вие се нашата гордост, храброст, непокор. Наша цел беше заштита на македонското население од припадниците на УЧК, ОНА и други терористички организации, кои главно на територијата на Скопје и Тетовско, Седо, Мавровски, Анови, Ростуше и Битуше. Ги чувавме селата Жилче, Ратеј, Јегуновце, Подбрег, Раотинце, Прелюбиште, Сарачино, Требош, Брвеница, Седларце, Добреште, Туденце, Палатица, Јанчиште и други. Сите во епицентарот на воените збиднувања. Кога отидовме, половината од овие села беа заминати, со тенденција на заминување на сите, како што се случи со Матејче, Опа и Арачиново и други села во кои се изврши етничко чистење. Ние, лавовите, тоа не го дозволивме. За кратко време ги охрабривме и вративме луѓето, им влеавме доверба дека нема да ги оставиме по цена на нашите животи. Па така, таму каде што бевме ние, нема загинати, нема убиени, силувани, киднапирани и раселени. Лавовите во своето постоење немаа ниту еден пораз. Ја добивме војната, ги сочувавме селата, луѓето и земјата. Лавовите никогаш не беа политички инволвирани, ниту бранеа политичка опција. Во единицата имаше припадници и активисти од сите политички партии. Имаше и многу што не ги интересираше политиката, но сите беа борци за пример со хиерархија на специјална воена единица. Сите имавме единствена цел, да ја видиме Македонија мирна, спокојна, како што и заслужува овој наш напатен, измачуван со векови народ. А сега, поминаа 15 години од војната. Над Македонија се надвие уште потемни облаци од тие во 2001-та. Пред точно една година Македонија изгуби уште 8 херои. Уште 40 се тешко ранети. Пак ни се случува бегалска криза. Во 99-та примивме 400.000 бегалци од Косово, за да по 2 години за благодарност ни влезат со оружје во државата. Сега и сирици и афганистанци чуваме и храниме. Утре и тие да ни се вратат со бомби и терористички напади. Македонија денес е сардисана од странски мрачни сили, медиатори, олеснувачи и уште какви небелосветски црвеносветски протуви, кои ни ја запоседнаа државата. На граница сме на граѓанска војна. Не одведоа тие мрачни сили во лавиринтот на безизлезноста. Затоа ние лавовите апелираме до нашите политичари да смогнат сили, да го вратат разумот во владењето со државата и сите заедно
да им порачаме на медиаторите, олеснувачите, преговарачите и комшиите. Залудно преговарате, никогаш нема да ни го смените името. Тоа ни е во амането ставено од нашите прадедовци. А не можете ни историјата да ни ја смените. На пазар не ја купивме, со крв ја испишавме. Гордоста и честноста се лицето и образот на македонецот. Истрајноста и непоколебливоста се составен дел на нашата ДНК. Да живее македонскиот народ! Да живее Република Македонија!